Добар ден уште еднаш, еве сега од спротивното студио. Како што и најави во централниот дневник, министерката за енергетика Сања Божиновска, моја гостинка денеска. Министерка, ви благодарам што ја прифативте мојата покана. Добар ден и благодарам за поканата. Она што е најтазе што би се рекло, денеска потпишавте договор за интерконекторот со Грција. Што ова, детално да објасниме, значи за енергетскиот систем во Македонија и кои ќе бидат придобивките најнапред од ваквата гасификација? Да, можам да кажам дека денеска конечно го потпишавме договорот. Многу сме среќни. Прво, тоа е македонска компанија, значи сите останати беа странски. Драго ни е што парите ќе останат кај македонска компанија. Второ, овој тендер цената беше 12 милиони евра поевтино од минатиот најдобар понудувач, што значи дека имаме заштита од 12 милиони евра. И ние сме многу стрикни за тоа. Ова значи дека ќе имаме уште една алтернатива на снабдување со газ. До сега имаме само Бугарија, Македонија врската. Сега ќе имаме и Македонија, Грција. Рокот за изградба е 22 месеци. Така. Се надеваме дека ќе биде се завршено во рок и дека ќе функционира ова, значи овие 22 месеци, бидејќи веќе се почнати фирмата што ја доби, што го доби тендерот, веќе почнала некои припреми да ги врши уште кога беа известени дека што конкретно треба да се изгради таму? Значи, македонскиот дел до граница, 68 километри, треба да се изградат. Добро, и тие се поврзуваат со? Од другата страна се веќе Грција, Република Грција веќе работи на делот до границата и тоа ќе значи дека може да се снабдуваме и од Грција со газ. Така, овој капацитет на газ ќе биде за постоечките, оние кои што сега користат, дали се индустријските зони, дали се дел од Куманово, дел од Струмица, постоечките капацитети. Што се случува со гасификацијата во Македонија? Предходната власт многу пати ја најавуваше дека при крај се, меѓутоа на терен не гледаме дека општините почнуваат да ја градат мрежата. Кога ќе бидеме, сега еве, да добиеме прва информација од вас, кога ќе добиеме гасификација во Македонија комплетна? Се работи на гасификација и уште да кажам дека дел од Грција, Македонија се работи, меѓутоа ние работиме и Македонија со Република Србија, тука имаме само 25 километри да се поврзат, тука веќе ќе бидеме и сериозна држава, бидејќи ќе бидеме и транзитен дел. Значи ќе може да излезуваме. Да, значи ќе може да се транзитира, да стигнува во Централна Европа газот. Тоа значи исто така дека алтернатива на рускиот газ, што значи на Азербејџан, веќе бевме таму, имавме некои договори, што значи дека ќе имаме уште една можност и ние да преку нас да биде снабдена Централна Европа. Што се однесува за гасификација, тука се работи сериозно, мислам дека за следниот месец ќе имаме детални пресметки, меѓутоа веќе сме при крај. Односно 80% сигурно се завршени, што значи дека следниот месец ќе имаме детален преглед и Номагаз ќе даде информација што точно и кои делници се готови. Главната мрежа се уште не е завршена, има проблеми со експроприацијата, колку што знам. Тоа се проблеми што се наследени, што ние ќе работиме за експроприација и тука ќе бидат координирани повеќе органи кои ќе работат на тоа. Колку од општините имаат веќе финални проекти за да почнат да градат во рамките на своите граници? Неколку, меѓутоа работиме на тоа интензивно. Значи не е само гасификацијата, работиме на други работи. Мора малку трпение, не може ништо преку ноќ кога се работи за енергетика, меѓутоа ќе има резултати. Преку ноќ тешко би било, меѓутоа 4 години слушавме од претходната власт дека ќе биде, па некако не биде, сега дојдовте вие да раководите со овој сектор. Јас имам подготвено 20 прашања од различни теми од област на енергетиката, претпоставувам најбитните за граѓаните, се надевам дека барем на 80% од нив ќе ми одговорите. За еден месец треба да се објави и новата цена на електричната енергија што ќе плаќаат домаќинствата, граѓаните. Како ви личи од сега од оваа перспектива? Цената ја одредува регулаторната комисија и се состои од повеќе елементи, од кои исто така најважен дел е цената што ЕСМ ќе ја даде. Ние правиме се за да немаат ценовен шок граѓаните, тоа го покажавме со минатите две цени, се надеваме дека нема да има поскапување, така да верувам и цврсто сум убедена дека нема да има ценовни поскапувања во следниот пресметковен период, односно од јули до крајот на годината. Со што може да се гарантира ваквата констатација? Ние начекавме катастрофална ситуација во енергетските капацитети, значи нешто со години било уништувано. Например, 2017 производната цена на РЕК е 39 евра,
2024 таа производна цена е 140 евра, што значи ние сега правиме консолидација и тоа е период кој не може да биде брзо. Знаеме дека енергетските капацитети се многу стари, не биле вршени ремонти, што значи дека тоа е еден сериозен процес на кој што работиме. Меѓутоа исто така работиме на нови извори од обновлива енергија, што значи правиме се за да нема ценовен шок граѓаните. Во однос на производството, има официјални информации дека на 30% е потфрлено во производството од страна на ЕСМ. Како тоа ќе влие врз крајната цена? Производство направено е план за оваа година, и сега тука влегува исто така производство од ветер, значи не може ние да знаеме колку ќе има ветер, исто така и хидропотенцијал. Ние начекавме многу мал процент, 7-8%, начекавме на хидропотенцијалот, сега е над 33%, што значи тоа се првите 3 месеци. Ќе видиме како ќе биде, сега почуваме и со ремонти, ќе видиме, ние сме секако Прашањето ми е овие на 30% како се надокнадуваат? Дали преку увоз, кој што ќе значи поголеми трошоци на енергетската компанија која што би побарала пари од регулаторот повеќе за како што видовте нивниот дел. Тоа би беше колку тоа би се отсликало во крајната цена, ова намалено производство. Значи, намалено производство, тоа е само од тоа што го направиле како план. Значи, планот е правен минатата година, меѓутоа ова не значи дека ќе има некаков ценовен шок, со оптимизација на енергетските ресурси, со добро водење на централите, исто така и со добар направен план на рудниците, значи во соработка со Рударскиот универзитет во Штип се направија сериозни студии и ова нема да има влијание. Ќе видиме во јуни која ќе биде и новата цена. Тој план не може да се ревидира, да се направи, ако е ова оптимистички план, да се направи реален. Тоа се прави во ЕСМ, тоа е правен годишен, ќе треба да видиме со менаџментот. ЕСМ е акционерско друштво кое работи под владата. Значи тука ќе треба да поразговараме. Министерството ги координира. Од вас, на некој начин, или? Јас сум дел од владата, меѓутоа АД ЕСМ е под владата. Под Министерството за енергетика е Номагас моментално и наскоро со новиот закон ќе биде МЕПСО. Така. Оно што граѓаните очекуваат да го слушнат е зголемување на периодот на користење на дневната ефтина тарифа. Претпоставам повторно ќе ми кажете дека тоа е под регулаторната комисија за енергетика, но чисто како влада, како експерт од енергетиката, имаме ли можност да го добиеме, бидејќи се чекаат некакви студии, допримерно кои што ги кажа Беслимовски, дали имаме опција да се зголеми периодот на користење? Се што е добро за граѓаните, ние секако дека ќе го поддржиме. Точно е дека регулаторна ги одредува на крај, ние ќе се вклучиме во изработка на тие студии, ќе ги анализираме цените, сега има и поголем број на енергија од обновливите извори, ќе видиме што е најдобро за граѓаните и да видиме исто така тој саат колку луѓето би го искористиле, да видиме колку дали се исплати. Да, колкав процент од населението е тоа, бидејќи сега знаеме каква е динамиката на работа, односно колку луѓе тоа би го користеле. Тој би бил 1 саат преку денот, значи кога повеќето се на работа, па ќе видиме, значи се што е за доброто на граѓаните кој може да има економски бенефит, ние ќе го поддржиме. Во собрание веќе е законот за енергетика, пред една недела имавте и брифинг со нас новинарите, го образложивте отприлика што ќе биде новината, има неколку интересни точки, меѓу кои енергетската сиромаштија. Околу 50.000 домаќинства живеат во енергетска сиромаштија. Треба да ги лоцирате преку Министерството за социјала, како иде ова, со каква динамика иде сега оваа проблематика и кои се деталите во однос на ова ме интересира? Овој закон требаше да биде донесен до крајот на 2023 година, меѓутоа еве ние сега сме во финалната фаза, значи законот е во собрание и се надеваме дека до крајот на месецот ќе биде донесен. Целосно имплементираме ЕУ директиви, значи 4-тиот пакет за енергија ние го транспонираме во нашето законодавство, се работеше на исклучително транспарентен начин, значи имавме 14 јавни дебати, беа повикани сите, значи и државни и секако државните фирми, приватните, стопанската комора, значи сите беа инволвирани на овој процес. Морам да кажам дека институционално
првпат се работи во Министерството, значи не дававме пари за странски експерти, за странски консултанти, соработуваме со енергетската заедница, значи со нив сме во константна комуникација и во овој закон за првпат ќе имаме енергетска сиромаштија, односно ние веќе соработуваме и со Министерството за социјала, и со Евана и Добро. веќе детектираме што точно и кои критериуми се за енергетската сиромаштија, со тоа што во законот ќе биде прецизно дефинирано и ќе има методологија на сиромаштија. Тука ќе имаме финансиски и нефинансиски средства, односно финансиски. Веќе Министерството оваа година имаше еден повик, каде што давав 1000 денари месечно за ранливите потрошувачи, значи ние веќе Тоа започнавме. Тоа имаше и претходно? Министерството за економија помагаше на делот? Точно, значи ние сите добри политики ги унапредуваме и ги прифаќаме. Оваа година беа малку модифицирани, Добро. што значи дека ние се што е добро прифаќаме, се што е добро и за бенефит на граѓаните. Тие се финансиски, не финансиски, на пример има одредба дека во зима не може да се исклучат овие граѓани, значи ќе имаме сериозен пристап и сериозна методологија за енергетска сиромаштија. Делот во енергетската сиромаштија беше дека и од овие потрошувачи влегуваат и во четвртиот блок. Што значи тоа? Да претпоставам дека крадат? Такви информации добивме дека има доста кои се во четвртиот блок. Ние сакаме да ги детектираме екзактно, односно да го имаме точниот број и да видиме кои се овие, да видиме што е причината, не сакам тука да шпекулирам, ќе видиме што е причината, зошто се во четвртиот блок и ќе видиме што можеме да направиме. Бидејќи ако се во енергетска сиромаштија, претпоставувам дека тоа е некоја помала кукичка која што се греете на електрична енергија за четвртиот блок, знаеме кои потрошувачи влегува. Што се случува со таа електрична енергија што ја користат тие? Поголем број од нив не ги плаќаат сметките или се илегално приклучени, затоа викам дека секој ќе ги видиме детално кои се тие, ќе ги детектираме, имаме методи и ќе пристапиме на решавање на тие предизвици. Има план како да излезат од таа енергетска сиромаштија или само да им се помогне? Значи, методологијата е првин да видиме која е точната бројка. Зависи од бројката, значи ние ќе видиме тоа е по матичен број, по броило, ќе видиме што и како и ќе видиме исто така и со Европската унија, нели сме дел од реформската агенда, ќе видиме што точно и прецизно има за овие случаи. Во законот предвидува и олеснети услови за монтирање на фотоволтаици или обновливи извори. Што ќе биде промената сега? Ние правиме и друг закон, тоа е закон за обновливи извори. Таму ќе бидат промените поголеми, значи ова е за енергетика законот. Тука новина е што воведуваме, бидејќи знаеме дека имаме многу од фотоволтаици, дека сите нови енергетски објекти ќе мора да има 20% минимум, што првпат сега го дефинирам, исто така батерии или систем за складирање на електричната енергија. Што значи ова вие што го кажувате ќе биде во следниот закон на кој што веќе работиме, тоа е законот за обновливи извори. И батериите треба да ги имаат оние кои што ќе... Да, новите енергетски капацитети ќе има, треба да имаат минимум 20%, што значи ако еве 10 мегавати сакате да направите, 2 мегавати складирано дополнително. Да, треба да имате систем за складирање од 2 мегавати за секако да се заштитиме нашата преносна мрежа. Тоа се олеснети услови? Олеснети услови значи дека ќе имаме планирање, што значи до сега немаше, не се знаеше кој, како и кога поднесува. Бидејќи ова финансиски не ми звучеше баш олеснато. Олеснето значи дека ќе може да се планира, односно дека ќе се знае, ако сакате вие како инвеститор, ќе има јасен водич, значи ќе има изготвено водич што се ви треба и е потребно да правите кај нас. Понатаму ќе се знаат точни мерки за државата дали нешто ќе даде и се тоа ќе биде допрецизирано. Бидејќи 55% последниот извештај кој што денеска го објавува Регулаторната комисија за енергетика за 2024 година дека 55% од енергетските капацитети во земјава се од обновливи извори. Што ова значи за енергетскиот систем во Македонија? Вака, во последните 3 години процентот е енормно зголемен. Тоа може да видиме. Сите кога патувате низ државата може да видите на секаде. Нема жито веќе по нивите, сега има фотоволтаици. Да, на секаде фотоволтаици. Ние се залагаме прво дека од сега земјиштето, значи да биде класа 5-6 категорија, односно дека најпрво ние мора да не е земјоделско. Ние првен мора да се прехраниме, да имаме храна, а понатаму да
произведуваме да произведуваме електрична енергија. А за овие 3 години се зголем имаме скоро 1000 мегавати, што е една сериозна бројка за вака мала држава. 55% тоа е супер, одлично, меѓутоа мора да сме свесни дека нас ни е потребна и базна енергија, што значи од 24 часа во текот на денот. Оваа енергија што се произведува од обновливите, значи некаде од април до октомври, а нас ни е потребна енергија во зимскиот период како држава, што значи дека ова е добро да имаме, исто така што сега кажав, прв пат ќе бидат регулирани системите за складирање, односно дека ќе има батерии. И ова е еден новитет во законот и мислам дека многу инвеститори го чекаат, бидејќи ќе може да ја складираат енергијата и да ја продаваат тогаш кога ќе биде потребно. Бидејќи не ни е баш потребно во... Колку време може да стои енергијата во тие батерии? Значи има различни батериски системи, 2-4, зависи од каков тип, каков модел ќе нарачате. Сега не знам од каде ќе набавува, тоа е индивидуално право, меѓутоа... Тоа не може подолг период да седи во... Не. Тоа е неколку часа или неколку дена? Неколку часа, меѓутоа технологијата напредува. Секој ден напредува, па ќе видиме. Исто како и со мобилните телефони, знаете. Така. Имавме стари, сега имаме... Од овие 55% кои што инвестирале граѓаните, дали е исплатливо и натаму сега да се... да се инвестира во фотоволтаици? Исплатливо треба да се дефинира што е исплатливо. На некој можеби повраток на инвестицијата сака 3 години, 5 години, 7 години, значи тоа е индивидуално и тоа е одлука на инвеститорот. Морам да кажам дека кога беше енергетската криза и цените на електричната енергија беа 600, 700, 800 евра, тогаш ова беше многу поисплатливо, бидејќи процесот на враќање на поврат на инвестицијата беше многу брз. Меѓутоа сега како што гледаме дека има негативни цени во Европа, на македонската берза се уште нема негативни цени. Тоа значи дека вие кога ќе произведете електрична енергија, бидејќи има премногу електрична енергија, не ви го прима системот, треба да платите за таа електрична енергија да биде превземена. Ова се уште го нема во Македонија, меѓутоа има цена 0,1 евро, што значи дека математиката пред 3 години и математиката сега се различни. Меѓутоа, како инвестиција, ако сакате некоја долгорочна од 7 до 10 години, ќе има поврат. Банките кои што даваат кредити имаат нивен сектор кој ги анализира овие цени, секако ги ажурира и они тука исто така се изјаснуваат дали ќе ви дадат кредит, односно дали банките ги кредитираат овие проекти. Така. Една од новините во законот кој што предизвика реакции се дигиталните броила и група од инженери излегоа јавно во медиумите. Имаат своји забелешки во однос на уставните права, во однос на приватноста на граѓаните. Оно што најинтересно е дека треба 80% од броилата да се сменат во првите 7 години, за 10 години треба да бидат сменети сите. Меѓутоа, реакциите се кој тоа ќе го плати и колку тоа ќе чини. Да, во законот се дефинира дека треба да има паметни смарт броила, што значи дека тие се за бенефит на корисниците во Европската унија имаат такви, секако може значи вие дома да видите колку сте потрошиле, ќе ја добивате потрошувачката за секои 15 минути. Нема потреба вие да сте дома за некој да учите, бидејќи има многу што тогаш не се дома, на одмор се, иселени се, има недостапни места, што значи дека никој нема паушално читање, така? Да, значи ќе биде точно, прецизно и ќе биде секако што треба, значи отчитувањата ќе бидат на време. Кога се менуваат тарифните блокови, помал дел беа на некој начин дигитални или по современи од оние старите. Што е поразлично сега од овие дигитални со другите? Вие се, како што кажав, технологијата напредува, вие се понапредни, бидејќи имаат повеќе информации, вие ќе можете да имате и анализа што сте потрошиле, како сте потрошиле, секои 15 минути ќе може да се исклучи, значи имаат многу повеќе бенефити и ќе може вие како потрошуваш да ги знаете и цените, значи ќе има многу повеќе различни и сега како што поминува периодот, уште сигурна сум дека ќе има нови перформанси на овие смарт броила. Точно не знам точно колку изнесува трошокот, значи тоа треба да се види колку изнесува, кој ги произведува, какви перформанси ќе треба. Рокот од 7 години мислам дека е реален за да се сменат 80%.
Како што кажав, се надевам, односно За ние колку броила станува збор? вкупно во Македонија има 900.000 броила. 910.000 броила. Што значи дека 80% би требало да се сменат. Ние ќе се потрудиме тоа да не биде на товар на граѓаните секако. Ќе направиме се, бидејќи владата треба да донесе одредба, ние ќе ги направиме анализа, меѓутоа ќе направиме се за ова воопшто да не биде на товар на граѓаните. Некаква пресметка колку тоа би чинело, па и да е државен трошок секако, на крајот на денот го плаќаат тоа граѓаните. Не, дистрибуцијата. Имаме сума колку би чинело тоа? Не знам, треба да видиме колку изнесува и да видиме за која бројка се работи, да видиме дали ги има веднаш, значи тоа се некои работи кои треба да се прашат, меѓутоа електродистрибуцијата е таа што би требало да го сноси тој трошок, не граѓаните. Граѓански енергетски заедници, една од новината која што ни се види така интересна, тука во стамбените згради ќе може да се монтираат фотоволтаици за потребите на зградата, на влезот, по кој план, по кои правила? Значи вака, ова е според законодавство на Европската унија. Значи енергетската заедница е правен субјект, значи граѓаните, малите бизниси, локалните власти може да произведуваат, управуваат и трошат сопствена енергија. Ова го има. Не да продаваат, само може за и да, и да може. продаваат. Значи ќе бидат просјумери. Ова се користи многу во Германија, во Данска, во Холандија, значи има над 1000 енергетски заедници, што значи дека вие може рационално да ја оптимизирате својата потрошувачка. Значи може да биде еве зграда со повеќе станови, може да направат свои сончеви панели и може да се произведуваат и нивните сметки за електрична енергија драстично се намалат. Тоа се сведат на минимум. Да. Тоа би било по носењето на законот. Да, интересно. очекувам до крајот на месецот законот да биде донесен. 10 годишен план за развој на мрежата на МЕПСО. Зборуваме пред се за овие фотоволтаици, за се она што треба да го поддржи МЕПСО. Да, како што кажав, нашата мрежа во последните 3 години сега за сега е во добра состојба, меѓутоа неплански имаме многу зголемен број на приклучоци кои биле издадени. Значи веќе имаме 1000 мегавати приклучоци кои работат соларни централи. Чисто за споредба, РЕГ Битола, ако работат трите блока, се 660 мегавати, значи повеќе од една РЕГ Битола имаме на мрежа. Немаме во минатото инвестиции во нашата мрежа. Прв пат подпишавме сега со ЕБРД во југо-западниот дел Милетково, значи имаме инвестиција за јакнење на оваа мрежа и нас ни е многу битно да знаеме некој подолгорочен план колку уште мегавати може да издржи нашиот енергетски систем, што значи дека треба и инвестициите да ги планираме. Затоа веќе имаат од МЕПС ангажирани, се прави мастер план на нашата мрежа, за да видиме уште колку со сегашните трафостаници може да примиме нови објекти и уште колку треба да се инвестира и секако тука беше сега објавен трафостаницата која од 2015 ништо немаше направено, сега ќе има нов тендер, што значи ќе се поврземе и со нашиот сосед Албанија, а бидејќи Албанија со Италија се поврзани преку кабел, што значи дека нашата електрична енергија произведена може да се пласира и во Западна Европа, во Италија. Многу убаво вака звучи ова кога ќе се кажува од некој од функционерите, меѓутоа на терен граѓаните немаат таква перцепција, барем она што го како реакции што ги имаме. Вие сте во право, меѓутоа ова министерство постои 24 јуни минатата година, работиме на легислатива. Не само за вие, претходните кои што беа и од ЕСМА и од јас кажувам за енергетика, еве денес подпишавме газ конектор, се работи на легислатива, тендерот за изградба на трафостаницата со Албанија е веќе објавен. ЕСМА подпиша, значи имаме втор план на ветерни паркови, има, значи тоа е веќе завршено со КФW, има и исто така и 100 мегавати соларна централа добиена грант од ЕБРД. Имаме дел сме од реформската агенда, исто така и законот, таму има 745 милиони, 145 милиони се за енергетика и за клима и ние бевме прва земја што ги добивме дел од парите, што значи дека некои резултати сепак има. Сите сакаме да има стабилна енергетска состојба во Македонија, а главниот производувач РЕГ Битола, каква е судбината со него? РЕГ Битола е капацитет кој е веќе од 80-тите години.
бидејќи Пред пензија, што се вели. Бидејќи нема направено ремонти, бидејќи е доста стар, мора сите да знаеме дека сите максимум го даваат за тоа да биде функционално. Сега ќе има тие ремонти што не биле, ќе бидат сега. Мислам дека е многу подобрена состојбата. Јас одам на терен, ќе одам и за една недела или две. Имаме константно комуникација со менаџментот и мислам дека не е воопшто лесно нешто што било со години запуштено да го доведеме во ред, меѓутоа се работи. Како стоиме со јагленот? Со јагленот имаме јаглен, меѓутоа се надевам дека бројките би можеле да бидат подобри и ќе правиме се за да бидат подобри. Кога рек битола ќе се промени од термоелектрана да биде во обновливи извори? Ние мора да внимаваме на вработените, односно тука има доста голем број на вработени, значи се сакаме да направиме плански. Како што гледаме во Европа се уште се користи јаглен. Германија ги врати на големо, а беше првиот поборник. Да, не може да кажеме дека за 5 години нема да произведуваме, сепак тоа е нашиот примарен ресурс и ние ќе користиме значи максимум што може. Нема да кажеме дека ние за година или за две ќе работиме паметно и секако тука има и доста голем број на вработени, секако ние водиме грижа за сите. Од друга страна, паралелно сме за праведна транзиција, за заштита на човековата околина, така да ние гледаме се што се случува и паметно, мудро, заедно со Европската Унија ги правиме нашите постапки. Чебрен или некој друг енергетски капацитет во иднина? Чебрен знаеме дека имаше 14 тендери до сега, знаеме како завршија сите тендери. Во Министерството во декември беше формирана работна група. Во таа работна група имаше инженери, професори и доста искусни луѓе кои веќе ги правеле последните енергетски објекти кои биле изградени во Македонија, беа членови на групата. Неколку месеци значи таа група ги прегледа сите документи кои беа во ЕСМ, првите студии се од 60-тите години. Значи треба таму да се види и хидрологијата и тоа е еден комплициран процес, меѓутоа ние сакаме овој пат да видиме на вистина што и како е хидрологијата, колку ќе биде висока браната, дали чебрен, дали галиште и да видиме колку е таа бројка што е потребна за инвестиција, бидејќи не е само за производство на електрична енергија, тука збориме и за наводнување, тука збориме и за туризам, значи повеќе дејности тука се опфатени. Сакаме да видиме колку тоа ќе изнесува. Се работи за сериозна бројка, значи над милиарда, што како го начекавме буџетот, значи сигурно би било многу добро да Македонија изгради сама свој енергетски. Тоа сакам да ве прашам, дали планирате сами, планирате јавно-приватно партнерство, целосно приватно? Се разгледуваат повеќе модели, значи ќе видиме според нашата финансиска состојба, значи да имавме ние пари секако дека е најдобро да е наш. Еве сега има најави, тоа ќе ве прашам следно. Има најави за околу 4 милиарди евра, нов заем преку нова влада, висока развиена западноевропска држава која што ќе ни помогне со 4 милиарди, па од тие 4. Добро, тоа мора да почекате премиерот да соопшти за што ќе бидат тие. Мислам тоа ќе биде наскоро ќе сме информирани. Што се однесува за Чебрен, ние сме за, меѓутоа на вистина да видиме колку точно тоа ќе изнесува. Сакаме ние да сме вклучени како држава, дали ќе биде на ЈПП или ние ќе земеме некој заем, тоа не е сигурно. Проект што беше сега последниот од пред една година не е добар? Го видовте? Стратешката инвестиција? Да. Ако вие сметате дека на некој треба да му дадете... Како проект го зборам како за изградба, како модел, не како значи, не се аранжманите дека даваме хидроцентрала поклон? Чисто како Чебрен, како хидроелектрана. Може да се направат, може да се направи многу подобро. Од францускиот предлог од ЕДФ е посериозен, да кажам, од овие што ги има во ЕСМ проекти. Бидејќи тој чинеше околу нешто над милиарда беше односно. Да, меѓутоа тоа со се пристапните патишта и со се. Значи со се изградба на брана, со се пумпната електрана, со се. МЕПСО со закон нема да се продава, така? Имаше најави дека Грци се заинтересирани да го купат. Законот кој беше претходно припремен, значи веќе имаше почнато да се работи, како што кажав, требаше да биде донесен до 2023. Имаше одредби каде што се дозволуваше МЕПСО да биде продаден. Мислам дека треба да си ги задржиме нашите енергетски капацитети.
СДСМ ве обвинуваше дека вашата фирма која што беше за трговија со електрична енергија и должи на МЕП со 1 милион евра. Тоа го негиравте, кој изчистивте долгот, должни сте уште? Не сум должна, значи одговорно тврдам дека не сум должна, може нив да ги контактирате и ги прашате што сакале да кажат. Кога се подготвував за ова интервју, само видов дека има такви обвинувања уште на почетокот на вашиот мандат. Одговорно тврдам дека немам никаков. Видов дека и вие го негиравте тоа веднаш, но сакав да ве прашам лично да видам што ќе ми кажете на Немам ново никаков обвинување. долг. Немате никаков долг. Следно за она што сакам да ве прашам е да ми појасните сега како ресорен министер зашто даваме 300.000 евра месечно како држава за Александрополус? Претходното раководство на СМ има најавено дека ќе бидеме дел од проектот Александрополис. Меѓутоа, кога дојдов, најдов само фактура која што е изготвена врз основа на договор каде што нашата држава има закупено долгогодишен капацитет од 15 години и таа фактура месечно изнесува 300.000 евра. Не се за закуп на преносен капацитет. Тоа не се користи. Тоа е она истот Александрополус каде што требаше да бидеме 25% сопственици. Да, ништо не се случи од тоа, освен што сме закупиле капацитет за пренос и тој не се користи. Сега за сега ги плаќаме месечно. Колку време ги плаќаме овие 300.000 евра месечно? Да проверам точно, една година мислам сигурно. Имаме 15 години. И во наредните 14 ќе плаќаме? Договорот е таков, ние со СМ мислам им дадов задачи, они сами се свесни да видиме дали може нешто да се направи, меѓутоа уште се работи, не верувам дека тоа е сериозен договор подпишан на 15 години. И на колку ги даваме овие 300.000 евра? Треба да проверам точно со СМ на тој што го продава капацитетот. На систем оператор. И кога би имале бенефит тогаш од ова? Би имале некогаш? Може да се раскине овој договор? Мислам дека не. Тие што го правеле договорот може да ви појаснат што мислеле тогаш со закуп на овој капацитет. И како ги изгубивме тие 25% учество или собственост? Тоа што требало да ги направиме чекорите за да бидеме собственик не биле превземани, а рокот е поминат. И овој договор од се тоа што не е направено? Ова само остана, фактурите останаа. Само да се плати сметката треба? Да. Доколку се откажеме од плаќање, ќе одиме на арбитража. Претпоставувам како продажбата со Окта и со набавката на мазут? Треба да го проверам тој договор, меѓутоа тоа се интернационални договори кои секако не може вас кога ќе ви текне да го напуштите договорот. Тоа се обврски кои се потпишани, како држава сте ги потпишале. Многу пари како држава фрламе во магла би рекол. Што се случува со продуктоводот? Лани контактирав со претходното раководство на продуктоводот, гасоводот, тогаш се уште беше цевководот, да. Дека после божитните празници, помина нови божитни празници, веќе доаѓа лето, се уште не проработува. Продуктоводот или цевководот е со должина од 213 километри. Продуктоводот дека ќе се носи сега продукт, односно дизел гориво. Точно. Од Грција. Капацитетот е 2,5 милиони тони. Мислам дека имаше сериозни разговори, се сменија некои измени поврзани со царина, значи тука се правеа некои измени, има царинска испостава во Скопје и во Солун. Мислам дека се пред финални, бидејќи мора да се тестира, тоа е сериозно, наполнете со вода, се завршија сите тестирања. Во следниот период треба да проверам месец до два може и да биде пуштен. Што ќе значи тоа за Македонија? Колку дизел ќе влегува во Македонија месечно? Ние трошиме 7.000 тони. Со тоа што разговарав со раководството, нивен план е со овој продуктовод или цевковод да се снабдува и Јужна Србија, евентуално и Косово, што значи дека тука ќе има и за нив количини на дизел. Значи ќе можеме да биме дистрибутери и на дизел и на газ од ова што е потпишано денеска во иднина. Да. Имаме уште 30 на секунди. Реконструкција на влада е веќе најавена, дали Сања Божиновска останува министерка и по локалните избори? Ова прашање треба да го патите до премиерот на владата. Јас не можам да ви одговорам, он е одговорен и он ги бира министрите. Дали вие се чувствувате комотно? Јас? Да. Ви благодарам на интервјуто. Благодарам. Штувани, се надам дека и денеска го задржав вашето внимание. Ви благодарам на довербата и останете со Телевизија 24. Од мене пријатно.